Дали претходно сме направиле се да градиме национален консензус? Овој процес никогаш со Грција, мислам на овој процес, на преговорите со Грција, никогаш потранспарентно не се одвива. Не само што секогаш беше информиран шефот на опозицијата, лидерите на поголемите политички партии во владеачкото мнозинство и претседателот на државата, и со јавноста споделува. Се до рамки до кои што нема да нарушиме некои преговорачки стратегии на државата. Времето буквално го почнавме од ноември преговорачкиот процес се до 17 јуни. Почетокот на јули веќе ЕУ Советот носеше одлука. Почетокот на јули исто така НАТО самитот беше закажен. И се до крајот на април имавме одлични разговори. Сите тие средби за диалогот за собраниските закони, за реформските закони, ги користевме меѓусебно да се информираме. И тоа е точно. И тоа е факт. Од април некаде ми беше кажено, окей, преговарајте па на крајот, ако вие се договорите, ние ќе го кажеме нашиот став. И во вакви околности информиравме. Лидерски викавме, записници доставувавме на секаде. И тоа беше вистината. Референдумот е обврска која што ја прифативме сите. Граѓаните дават мандат на претениците кои што ги бират за сите овие прашања, вклучително и за ова. Ние во државата се договоривме дека за ова прашање, оти е чувствително, ќе вратиме мандатот на граѓаните. И одлучивме да одиме на референдум. Референдумот, согласно Уставот, вика, одлуката се смета за донесена, ако двата кумулативни услови не се исполнети. И ние затоа одлучивме да биде консензуален, односно да биде консултативен референдум. Оти опозицијата да ги зазема ставовите на недефиниран став. Та беше макар и против јавно, немаше дилема. Последните преговори со господинот Мицковски беше: окей, повикај напротив. Веднаш ние ќе попуштиме и ќе одиме на задолжителен референдум. Во едни вакви околности граѓаните одлучиле да гласат и да гласат за. Други одлучиле да гласат и да гласат против, и трети одлучиле да не гласат. На нас не е тешко да ја донесеме одлука. Заре мислиме дека сите граѓани сакаат да донесат ваква одлука? Чувствителна е одлуката. И викат, ама да, ние бираме луѓе да одлучуваат некогаш за нас. И при вакви околности апсолутно очекуваат тие ние да донесеме одлуката. Председателе, само да довршам. Сакам да дадам одговор дали треба да си ги признаеме грешките. Јас зборувам целосно, до крај, транспарентно и отчетно. Имав критики зошто сум толерантен према опозицијата по ова или по она, изборував консензуски ни треба. Важни прашања се решаваат. Јавно сум го кажувал пред медиумите. Не само заради диалогот за реформите, заради ова пред се. Свесен, немам 80 пратеници. Направив се што можам да направам за да имам инклузивен процес. И до ден денеска дефинитивно ние носиме одлука да дадеме шанса да се отвори постапка за уставни промени. На крајот не мора да ги гласаме уставните промени, ако нешто е загрозувачки, ако нешто е тајно. Но кој ми дал на право јас и Димитров да изработиме амандмани? Ние не смееме да чепнеме додека парламентот не даде. Оти тогаш ја изнасилуваме демократијата и процедурата во државата. Но ветувам заедно ќе ги работиме. Со сите вас. Ако не се договориме, имате право да не ги гласате. Јас верувам дека исти работи зборуваме. Идентитет да потврдиме, јазик да потврдиме, целосно поништување ако не се склучи спогодбата со не се потврди од грчка страна и така натаму и така натаму. Тоа што ни тежи, дај да го појаснеме. Важна работа. Отвараме иднина на Република Македонија. Знам дека имате сини, јас имам сини керка. Тоа е кога треба, зборуваше пратеничката, да ја дадете, да ја мажите. И велите, па ќе оди во едно семејство, знаете, они се побогати, може ќе влијаат на нејзиниот идентитет. Нема да влијаат, иста ќе. Треба да ја пуштам. Абе ќе додаат име друго уште едно на нејзиното име. Иста ќе, мојата керка ќе биде истата. Треба да ја пуштиме. Треба да оставиме Македонија. Доди напред. Оти ако има нешто друго, освен тоа, да го потврдиме и да го кажеме што е другото. Тука е. И Грција сама преговараше. И информираше толку колку што смееше да информира. На крајот сите влади сами преговарале. Владите се тие што преговараат. Од тој аспект се извинувам за злоупотребата на времето. Сакам на вистина инклузивен процес и апелирам до сите. Пресериозна е одлуката за државата и за еднината.